Почитувани гледачи, добра вечер. Вечерва овде од Музеот на современа уметност на Кале ја продолжуваме дебатата, серијата дебати со кандидатите за градоначалници во државата, а вечерва сме овде во Скопје, ќе ги представиме кандидатите за градоначалник на главниот град и се разбира нивните програми. 8 кандидати се во трка за Скопје со проблеми кои секојдневно го тиштат живењето во главниот град. Има и светли моменти, се разбира. Еден од главните предизвици останува загадувањето како рана на Скопје, што го познаваме. Вечерва од овде ќе дебатираат кандидатите за градоначалници, велат кој го освои Скопје, ги освоил изборите, па оттаму овие избори имаат и малку поголема специфична тежина од сите други што се во Македонија во општините. Правилата на дебатата ги знаете. Секој кандидат ќе одговара по 1 минута, а правото на реплика е ограничено на 2 пати по 30 секунди. Исто така за кандидатите кои што говорат некои од јазиците на етничките заедници е овозможен симултан превод. Кворум тука имаме, колку што можам да видам, иако мораме да напоменеме дека не се сите кандидати присутни на дебатата. Имено до овој момент немаме одговор од ВМРО ДПМН, дали ќе дојде нивниот кандидат Коце Трајановски. Кандидатката од БЕСА не извести дека поради приватни проблеми не може да присуствува, а не е дојде ниту кандидатот на Демократската партија на албанците. Но, како и да е, ние сме тука. Пред да ги заземат своите позиции, имавме жребување по кое што кандидатите ги заземаа своите позиции, па можеме и да ги представиме пред да го видиме прилогот што го подготвивме на темата за Скопје. Ѓорѓи Тодоров од Народно движење на Македонија, добро вечер и добре дојдовте во отвореното студио на Телевизија 24. Веднаш до него е господинот Наим Байрами од Алијансата на албанците. Добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер и за вас и благодарам и на вас што дојдовте. Петре Шилегов, кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата предводена од СДСМ на овие избори. Господин Шилегов, добро вечер и за вас. Добро вечер за вас, добро вечер за публиката овдека, добро вечер за гледачите по своите домови. Така е, единствената дама вечерва во ова отворено студио, Марија Джонс од Левица. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата, иако јас на избирачкото ливче ке стојам како Јонес, да не должам сега, и ви благодарам исто така што ја правиме оваа дебата на ова прекрасно место, модернистичкиот символ на солидарност Скопје, со прекрасен поглед на нашиот мил и драг град. Благодарам. Ванчо Шехтански од ТМРО. Господин Шехтански, добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Така е. Пред да почнеме со дебатата, која што ќе се одвива во наредниот час и половина, ќе видиме еден интересен приказ за нашиот главен град, кој го направи новинарката Кристина Атовска. Скопје, град со грандиозни зданија и калливи улици, полни кафулиња и бездомници на мостовите. Вака скопјани го опишуваат главниот град, а ако ги прашате што им недостасува, ќе ви кажат најосновното – чист воздух. Според Светска банка, здравствените ефекти од аерозагадувањето не чинат 250 милиони евра. Метрополата се гуши, воздухот се чисти со непопуларни мерки кои се во надлежност на општината, велат екологистите. Затворање на центарот за сообраќај, зелени површини и шински транспорт се дел од решението. Охрабруваме да градоначалникот навистина го земе предвид шинскиот, односно трамвајот или пак лесното метро кое што е над земја и кое што е електрично. Значи тоа навистина бара на инвестиција, но како што покажа многу капитални проекти, има пари
Значи не е дека нема пари, само каде се става приоритетот. Навистина ќе бидеме еден град со газ маски и нема да бидеме воопшто популарно место за живење. И потребите на жителите од руралните скопски средини исто така се основни, но тие бараат водовод и канализација како и асфалт на улиците. Основни работи. Не бараме ние приколе погаче што викаат старите, али еве, зошто да не е оваа улица асфалтирана? И тука живеат луѓе, и тука заслужуваат нормални услови за функционирање. Со оглед на тоа дека одвод добивме пред 2 години, сами што си го плативме. Ни беше ветено асфалт, еве го асфалтот. Архитектите на ставот дека Скопје не треба вака да изгледа. Постои перцепција дека наместо ресурс, просторот се сваќа како роба за профит. Урбанистичкото планирање треба да го прави стручен кадар. Ова е резултат на долгогодишно непланско планирање и соилување на градот по секоја цена да се направи она што е замислено. Проблемот не е само во архитектонското обликување, него проблемот е уште поголем во урбанистичките планови, бидејќи 2014 една од најужасните работи што можеше да му се случи како архитектура на било кој град и ние допрва негативните последици ќе ги гледаме од тој проект ако не действуваме конкретно по него. Сиромаштијата и одливот на млади луѓе е проблем и за централните и за руралните средини. Се поголем број млади луѓе го напуштаат градот во потрага по финансиско и кариерно остварување. Од 370.000 млади луѓе, само 5% веруваат дека можат да влијаат на политиките на локално и национално ниво. Голем одлив на млади што си заминуваат од Македонија. Тоа од причина што се разочарани, имаат недоверба во системот и заради тоа што не се информирани како да го искористат своето право на глас. Мислам дека се уште сме во таа зона на партиско вработување. Не сум убедена лично јас дека можам со моето знаење и диплома да се вработам така лесно. Како и секој друг поголем град, односно како секоја друга средина би требало да го стори за да ги зачува едноставно младите да не или барем да намали на некое помало ниво таа емиграција, тоа заминување, се најпрво вклучување на младите, нивно консултирање во самите процеси на планирање, на усвојување на акти, политики, нивно консултирање за нивните потреби и приоритети. Вклучувањето на граѓанскиот сектор во креирањето локални политики може да донесе идеи кои ќе го олеснат секојдневниот живот на граѓаните. Скопјани бараат практични решенија. Ова градење што е со, не знам, античкиот, како да ви го објаснам, него бароков уствари, така му доаѓа, него сакаме, сите млади бараме и чист воздух, да не се гради толку, да има повише зелени луѓе. Загадувањето секако, ама и тоа мислам дека е долгорочен проблем кој не може преку ноќ да се реши. Хигиената, сметот, загадување. Проблемите се повеќе, сообраќајот е еден од најголемите проблеми. Организираноста на центарот на градот, посебно за паркирање, катните гаражи, мислам дека не го решија до толку проблеми. Проблемите се големи во Скопје, само кој ќе ги реши. Квалитетот на живот во главниот град не е на нивото на потребите на скопјани. Неквалитетно изградени улици, пренаселеност, сиромаштија и безперспективност се генералната слика за градот. Иако за вкусовите не се разговара. Ако го погледнете централното градско подрачје, Скопје ќе ви изгледа на метропола. Но ако прошетате околу градот, наместа ќе ја видите инфраструктурната мизерија, урбанистичкиот хаос, хигиената, сиромаштијата, се предизвици со кои ќе треба да се справува идниот татко на градот. До тогаш, пред нас е зимата. За секој случај, набавете си газ маски. Да, токму така, тоа беше освртот на Кристина Атовска, на тоа што најмногу му треба на главниот град или кои се главните и круцијални проблеми што идниот градоначалник би требало да ги решава или да се зафати со нивно решавање. Токму поради тоа веднаш ќе тргнеме и со темата што беше најмногу експлоатирана во прилогот, а и во дел од анкетите што скопјани го кажуваат како најголем проблем, тоа е
загадувањето. Оттаму, ова е првото прашање на прагот на зимата. Секоја зима скопјани се соочуваат со истиот проблем како да избегаат од она што се нарекува загаден воздух. Господине Тодоров, одиме по редослед, така и ќе одговараме на прашањата од единицата на првото, а понатаму ќе одиме од двојката. Како, доколку вие станете градоначалник, ќе се борите со решавање на загадувањето? Дозволете ми прво да се представам. Јас сум Ѓорги Тодоров, дипломиран сообраќајен инженер, кандидат за градоначалник на град Скопје од партијата Народно движење за Македонија, предводена од професорот доктор Јанко Бачев, со над 29 годишно искуство во струката и професијата, од позиција на неколку работни места во градот Скопје, како од позиција на помошник председател на градскиот комитет за урбанизам, комунално стамбени работи, сообраќај и заштита на животна средина. Многу реализирани градски проекти во Скопје. Во многу реализирани градски проекти во Скопје е вграден мојот труд како идеолог и творец на неколку проекти. Сега да не ги набројам, покасно ќе наброиме. Значи, загадувањето во градот Скопје станува број 1, особено во зимските периоди, кога имаме, значи, и затоплување на домовите, каде што голем дел од граѓаните користат тврди горива, значи дрва, јаглени и други работи, каде што и некои користат и отпади други. Знаеме дека Скопје, односно во Македонија, владее голема на сиромаштија. Ќе ви дозволам уште 15 секунди да се доискажете заради представувањето. Значи, треба прво да се лоцираат изворите на загадување. Значи, најмногу до загадувањето станува актуелно во зимските периоди. Значи, еден од изворите за загадување е, значи, затоплувањето на индивидуалните домови. Второт е сообраќајот и индустријата. Добро, за решенијата во репликите ќе можеме да разговараме. Господине Бајрами, како вие би се справиле? Во почетокот дозволете ми да се представам. Јас сум Наим Бајрами, политиколог, дипломиран кандидат од Алијансата на албанците за градот Скопје. Дозволете ми во почетокот да изразам жалење за неучеството на другите два кандидати од албанскиот блок, тие од ДП и та од БЕСА. Јас не ги знам причините зашто тие лично ги знаат зашто не дојдо, но сепак тоа го сметам како несериозен пристап за неучеството во дебата, за да ги аргументираат своите аргументи од албанскиот блок за градот Скопје и за проблематиките кои што ги тангираат скопјани. Доколку ме прашувате конкретно за загадувањето, јас во почетокот нема да направам договор со урбаната мафија, која што во моментот кога еден кандидат прави договор со урбана мафија, тој не се грижи за зеленилото во градот Скопје, туку се грижи за да ги исполни апетитите на урбаната мафија, за да го престори градот Скопје во една арена каде што тие ќе се натпреваруваат кој што повеќе ќе изгради повеќе згради. Доколку ми се дозволи малку повеќе од времето, јас сакам да нагласам исто така дека загадувањето кое што го прават нашите производни капацитети, зборувам за фабриките кои што работат без никаква контрола од страна на компетентните надлежните органи. Јас имам таква информација дека се употребуваат и забраните деривати како што се стари гуми и тоа уште повеќе го загадува. Добро, ви благодарам за сега. Во вториот сет ќе зборуваме за мерките кои што ќе ги преземете. Господин Шилегов, и во вашата програма може да се забележи дека загадувањето завзема еден, односно решавањето на мерките против загадувањето заземаат еден добар дел од програмата. Во оваа минута, како вие поопшто би го решиле тој проблем? Најпрво би сакал да заблагодарам на целокупната концентрација што имаме сите овдека кон главниот проблем загадувањето, иако мислам дека непојувањето на главниот, еден од главните причинители Коце Трајановски на ваков тип на дебати и општо на дебатите во овие локални избори за градоначалник на град Скопје, праксата која што всушност ДПМН ја воведе во Македонија последниве десетина години не е ништо друго, туку подценување на нас како луѓе, што сме овде присутни, на овие луѓе што се овде дојдени да ги слушнат нашите аргументи, вам како медиуми и на нашите сограѓани дома, кои што ја гледаат оваа дебата или ќе ги гледаат репризите. Непојавувањето на политичар на дебата всушност представува подценување и ароганција на политичарите. Нашата работа на политичарите е да дојдеме, да се појавиме пред јавноста, да дебатираме
за решенијата кои што постојат и во нашите програми, со цел да луѓето можат да изберат и да аргументираат. Добро, за загадувањето, точно, меѓутоа мислам дека ова се извинувам младен. Да, се извинувам, меѓутоа мислам дека ваквиот тип на арогантно подценување на јавноста во Македонија, на граѓаните кои што одвоиле, имаат обврски, одвоиле дел од своето време да не слушнат нас. Ваков тип на ова ниво на политичка некултура едноставно граѓаните на Скопје не го заслужуваат. По однос на загадувањето кое што представува рак рана во последниве неколку години и кое што е резултат на симбиоза од неколку неплански, воопшто непланирани действија, мора да се реши на неколку нивоа. Најпрво треба да се истражи, завршам реченицата дека ја замолам, затоа и барав во едно излагање заради подценувањето на Коце Трајановски на граѓаните на Скопје. Побарав да имам во едно излагање, загадувањето треба да се истражи начинот и изворите на загадување кои што се јавуваат, што се причинителите. Таква студија никој во изминативе години и покрај сериозноста нема организирано и потоа да се превземат мерки кои што се краткорочни и може да бидат интервентни во зимава која што ни предстои, меѓутоа нема да дадат резултати. Добро, ви благодарам. Колку спектакуларни и среднорочни, од кои што ја завршувам реченицата, од кои што главниот начин е гасификацијата на Скопје, со која што ќе започнеме. Господиот Джонс, вашите минута и пол. Ке се трудам да се задржам во рамките. Како што гледате, да, на сите во програмите загадувањето ни е многу важен дел, иако, како што рековте, во дело анкетите е на прво место, меѓутоа денес видов и нека анкета каде што повторно инфраструктурата и сообраќајот на граѓаните им се многу важни, меѓутоа тоа се испреплетени проблеми и како што се спомена и во вашиот прилог, во зима загадувањето е најголемо, а тогаш ни зеленилото не може многу да ни помогне поради обезлистување. И затоа и во нашата програма стои дека итно треба да се изготви студија за причинителите на загадувањето. Меѓутоа, постои друг проблем во оваа наша држава, недостаток на доверба во голем дел од институциите на државата, власта и локална вклучително, и ние предлагаме што повеќе засегнати страни и што повеќе стручњаци да се вклучат во изработувањето на таква една студија. Постои некоја која што е сега во тек. Јас имав прилика да дебатирам со одсутниот тековен градоначалник, кај што тој тврди дека во тек е некоја студија, меѓутоа треба да се многу повеќе да се прошират тие кои што оние интересенти кои што сакаат да учествуваат и зналците, оние што имаат познавања, затоа што постојат и различни мислења. Некои тврдат дека досега се тврдеше дека е загревањето во зима прво, па се обраќаат, меѓутоа постојат и професори кои тврдат дека индустријата загадува и тоа особено ноќе, кога инспекторите не работат и не знам и какво производство се одвива главно во ноќе. Шехтански за вас. Добро вечер, благодарам прво на поканата. Јас сум долгогодишен адвокат, потоа директор на Агенцијата за конфискација, основач, поранешен председател на фудбалскиот клуб Вардар и последно директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Значи, оваа проблематика ја имав изминативе 4 години доста работено. Како прво, значи Скопје е најзагадениот град, главен град во Европа. Зошто е тоа така? Како прво, Скопје нема единствен главен град во Европа кој што нема трамвајски превоз. Ниту еден друг главен град во Европа нема такво нешто. Скопје е град кој што 70% од објектите, од куќите, се греат на дрва, на гуми и слични значи, средства кои што испуштаат повеќе јаглерод диоксид. Значи, тоа не е регулирано, не само во надлежност на градот, туку тоа е и на државно ниво. Значи, потребно е систематска работа, инспекција по однос на огревните средства, но и по однос на урбаниот дел, каде што имаме ние фабрики кои што се наоѓаат не од сега, како Железара, например, која што е во центарот на градот. Значи, оваа проблематика не е за 60 секунди, туку подразбира
обширен елаборат. Добро. На сите во овој дел ќе ви дадам уште по 1,5 и плюс можност за реплики, затоа што очигледно темата бара малку повеќе простор. Господине Тодоров, какви поконкретни мерки вие би преземале за да се загадувањето спречи? Минута да. Добивам довербата од граѓаните и станам градоначалник на град Скопје. Прво што ќе направам ќе нарачам студија. Значи студија за загадувањето, значи за воздухот, почвата и водата. Значи во таа студија треба да ги утврдиме изворите на загадување по временски периоди, да речеме зимно време, пролет, лето, и можеме да утврдиме кои фактори колку влијаат во загадувањето. Значи со утврдување на изворите на загадување ќе преземеме мерки за нивно отстранување. Ќе има мерки, значи краткорочни и долгорочни, зависно од студијата која што ќе дадат резултатите. Добро, благодарам. Господине Берами. Значи јас понатака ќе се обратам и на македонски јазик. Значи не е важно на кој јазик се обраќате, важно е што кажувате и како се поставувате кон проблемите. Оно што го кажав и на самиот почеток, значи главен проблем е рационалноста во поставеноста на градоначалникот и како он се справува со проблемите. Оно што многу е важно е и фактот дека граѓаните поради скапите енергенци, посебно мислам дека на струјата користат и алтернативни методи како што ќумурот и дрвета, и тоа е апсолутно наштетува на таа ситуација која сега ја имаме. Исто така фаворизирање на зеленилата, а пред тоа апсолутно претhodно треба да се направи некоја физибилити студија и конкретна студија за тоа од каде доаѓаат, некоја неселективна студија за која јасно и прецизирано ќе биде обеледенато каде е проблемот, а меѓутоа апсолутно тоа што го кажав и контрола на нашите производствени капацитети, фабриките и ставување во контрола на нивната работа и нивната функционалност и останати многу, не знам дали ми дозволуваат секундите, и фаворизирање на јавниот превоз, намалување на користење на автомобилите и многу други мерки кои ќе ги Господин Шелегов, вие во вашата програма имате ли конкретни проекти во врска со загадувањето, со намалувањето на загадувањето? За мене ќе беше интересно да беше тука Трајановски или Груевски. Гуруто на Трајановски, да не се лажеме, Коце Трајановски е продолжена рака на Никола Груевски, да ни објаснеше мерката, седете дома, не отварете прозори. Морам ова да го кажам, бидејќи мислам дека на секој граѓанин на Скопје му тежи кога неговиот градоначалник му се обрати на тој начин. Има, како што започнав, каде што ми престана времето, два сета на мерки кои што мора да се превзема. Тоа се интервентни мерки за зимото кое што предстои, среднорочните мерки. Под интервентните мерки мора да се стави мораториум на вршење на градежни работи во деновите кога е најинтензивната загаденост, да се забранат градежните работи, градежништвото е една од главните причинители на загадувањето на воздухот, да се стави вистински бесплатен јавен превоз, не после 40 дена од кога ќе трае загадувањето, туку веднаш во првите денови, за секој од нас да се замисли дали сака да си го труе своето дете кога ќе го запали автомобилот. Среднорочните мерки започнуваат со гасификацијата, која што јас како градоначалник на Скопје ќе ја започнам од 2018 година, и тоа во деловите од градот кои што не се опфатени со централното грејење, баш заради тоа што домакинствата, заради сиромаштијата во која што сме доведени последните 10 на 11 години, се приморани за огрев да користат било какви материјали. Прстенот околу Скопје е скоро завршен од источниот дел, некаде до западниот не е дозавршен, значи можеме веднаш да започнеме. До крајот на мојот мандат, до 2021 година, ќе нема куќа во Скопје која што не е опфатена со централно грејење, ќе побара да биде приклучена на секундарната, значи кај нас зборот е збор, не е само оптимизам, кај нас зборот е збор. До 2021 секој домакинство е краткорочна мерка. Тоа е среднорочна мерка. Секој домакинство кое што ќе побара да се вклучи на секундарната мрежа ќе го добие приклучокот од гасоводната мрежа. Значи зборуваме за поконкретни мерки, што вашата партија или вие ќе ги. Бидејќи е кратко времето, јас ќе се задржам само на една, а тоа е затоплувањето на граѓаните, кое што е ингеренција на градските власти. И ќе потсетам дека таа е единствена ингеренција на градските власти која што ја врши приватно предпријатие, и тоа ДОЕЛ, а не јавно предпријатие. Ова се убаво звучи дека ќе се догасифицира. Ние веќе имаме граѓани исклучени, цела топлана исклучена во Скопје Север на постоечка инсталација и инфраструктура, затоа што луѓето не можат да го платат. По самата своја суштина, централното грејење е
тешко да биде бизнес за профит. И затоа ние сметаме дека и дури и во монополска положба е, сметаме дека градот како среднорочна мерка би требало да направи се, затоа што така и во околните главни градови затоплувањето во зима да биде јавно предпријатие каде што градот ќе може да ги субвенционира и помогне своите сиромашни граѓани за да не го загадуваат градот и сите други граѓани. Добро, ви благодарам, господине Чехтански. Да, ќе добиете реплика, само да заврши кругот. Па многу едноставно. Значи, загаденоста е слика на сиромаштијата. Сиромаштијата, односно бедата, која што е очигледна во нашиот град, користи разни средства, гуми, дрва, и тоа неисушени дрва, за затоплување. Вие не можете да натерате некого да се преориентира на палети. Не можете да го преориентирате да се грее на струја. Тука, значи, проблемот е многу поголем. Не е само надлежност на градот. Постои државен пазарен инспекторат. Значи, тој го контролира квалитетот на горивата, значи на бензините, на дизел горивото, кој што е катастрофален. Постои државен инспекторат за екологија, чија што задача е токму таа, да контролира начинот на огревното дрво. Дали некој памти, некој инспектор да бил во Стајковци или во Лисиче или во Арачиново ли, да отиде да види и да направи таму инспекцијски надзор со што се грее и колку издувни гасови, јаглерод диоксид се испушта. Не. Значи, тука зборуваме за нефункционалност на системот. Ви благодарам. Ќе мора да се научиме малку пократко да одговараме, затоа што со долги воведи мислам дека си го трошите вашето време, а тоа е пред се во ваша корист. Побара реплика господинот Шилегов. Гасификацијата е убедливо најевтиниот начин. Како граѓаните дадат до ефтин енергенс. Грејењето на газ за индивидуалните објекти, не за колективното станување, за куќите, меѓутоа и за колективните објекти е убедливо најефтин. Поевтино е да бидете приклучени на газ и да го затоплувате својот дом, шпоред, бољер на природен газ и да плаќате поевтини износи, поевтини цени од колку тоа што ни се случува сега. Значи, природниот газ е поевтин и од дрвото и од јагленот. Токму заради тоа и почнуваме од тие сиромашни делови на градот, да речам оние онаму од Драчево, каде што веќе и кисела вода, каде што е веќе готова мрежата, Гази Баба, Стајковци, што ги спомена господинот Чехтански, од тој тип на населби кои што се заборавени. Многу ме бенди са прилогот. Само потврди дека сме го погодиле слоганот на нашата кампања, дека го носиме животот за сите во Скопје. И во руралните делови каде што немаме елементарни, и во центарот на Скопје каде што немаме кислород за дишење. Ќе добиеме уште по една право на реплика. Јас само се чудам зашто тоа се смета за најбрз и најевтино решение, затоа што знаете што јас сум живеела и надвор по европските метрополи и каде што се е гасифицирано и навистина тоа е најштедливиот начин на грејење, меѓутоа поставувањето на таа инфраструктура не е толку ефтино и знам дека сите во куќите и во домовите имаат гасни бойлери, тоест подстаници, кои што не сме никој освен овластено лице да ги допира, затоа што представува опасност за околината. На тоа од каде пари ќе се најдат за оваа гасификација, колку што можам затоа зборувам. Јас затоа нашата мерка е барем онаму каде што постои инфраструктура за централно грејење да се активира. Добро, повелете Шехтански. Гасификацијата е најдобро решение, тоа е факт. Меѓутоа, Меѓутоа, гасификацијата имаше студија пред 2,5 години, за тоа правена, чини 750 евра по домаќинство за спроведување на системот за гасификација. Значи, повторно се задржувам на тоа. Тоа е така доколку веќе има гасоводна мрежа до домаќинството. Е слика на сиромаштијата. Значи, ако секое домаќинство треба да обезбеди 750 евра, прашање од каде? Добро, бидејќи беше прозван во делот, колку што јас можев да разберам од това, бидејќи гасификацијата, се согласиме, е скап проект, господине Шилегов, и веројатно не може преку ноќ да се реши. Од каде средства за гасификацијата? Тоа е работа нешто разбира гасификацијата. Тоа е работа која што не завршува. Зошто не завршува? Тоа е мрежа која што се шири. Поентата е да почетот од оние сиромашни делови неопфатени со поинаков начин на загревање на своите домови. Ние сме должни, што е наша работа? Како да ги трошиме парите? Овдека позади нас
се потрошени 680 милиони евра наши пари на 1 километар квадратен. Добра е перспективата која што имаме овде, што може да ја видиме. И што решивме со тие 680 милиона евра? Што се приоритетите на оваа држава, што се нашите приоритети како граѓани, како луѓе кои што во овој момент се во политиката и ги носат одлуките? Средства ќе изнајдеме, мораме да изнајдеме, затоа е нашата соработка и со централната власт, за да може да се реализира гасификацијата. Колку ќе изнесува приклучокот, бидејќи беше спомената цена, во овој момент мислам дека е неблагодарно да се произнесеме. Социјално загрозените семејства, оние кои што нема да можат тоа да го платат, нормално ќе бидат субвенционирани со цел да го добијат ефтиниот енергенс во своите домови. Имаме една мала реплика кон господинот Шилегов. Он и во самиот почеток спомна улогата на господинот актуелен градоначалник како главен екзекутор на идеолошките фрустрации на централната власт. Меѓутоа, господинот Шилегов како негова алтернатива и неговото мото за живот апсолутно не кореспондира со реалноста и политичките калкулации кои ги има направено во Скопје. Господинот Шилегов треба да објасни како и зошто е направена коалиција со луѓе кои уништија животи во Чаир и во Сарај. Чи луѓе соработници на стариот режим, експоненти на стариот режим, кои самите нив... На кого конкретно мислите? Нема да споминам имиња, ќе споминам структура. Луѓе кои беа структурално поврзани со стариот режим и луѓе кои беа обелоденети и прикажувани во нивните снимки, прикажувани во целиот тој политички процес кој траеше цели 2 години. Значи, таа не кореспондира со нивното мото за живот во Скопје. Господин Шилегов, ќе мораме да му дајме уште 30 секунди после кај вас. Од коалиционите партнери на ниво на Централна власт на Социјалдемократскиот сојуз, ниту едно од лицата кои што се инволвирани во органите и структурите на централната власт, така ќе биде и во локалната, тоа го ветуваме, тоа е условот со кој што коалицираме. Всушност и Алијансата на албанците е дел од таа коалиција. Условот е да тие лица не бидат инволвирани во скандалите објавени со прислушкуваните разговори, нити на било каков начин да бидат носители. Она за кое што го имаме ние како коалиција, јас како кандидат за градоначалник на градот Скопје, мојата коалиција е коалиција со граѓаните, без оглед на нивната политичка, етничка, верска припадност. Јас сум во коалиција исклучиво со граѓаните. Ќе мора да реплицирам. Знаете, на централно ниво е направена коалиција заедно со СДСМ поради други прилики, поради други причини. Зборуваме за град Скопје, за локално, каде политиката треба на терен да се применува. Како ќе го примените тоа? Како сето тоа ќе се поставите во такви услови кога имате јасна коалиција со луѓе кои ја водат кампањата на Висар Ганиев, кои ја водат кампањата на господинот кандидат на ДУИ за градоначалник на Сарај? Вие добро знаете, и целата македонска јавност, и целата јавност во Македонија и во Скопје знае кои се експонентите, кои беа лицата поврзани со разни афери, со кои господинот Шилегов ќе направи дел. Господинот Тодоров, повелете моделот на загадување да ни го реши коалицијата или коалицирањето. Принципиелно е прашањето Социјалдемократскиот сојуз на ниту едно ниво на аплицирање на со таква поставеност нема да може ништо да решите. Не е во коалиција со било кој што инволвира на било каков начин во криминалот. Загадувањето ќе го решиме напротив ако сите посветено и плански работиме кон тој пристап. Благодарам, господин Тодоров. Во загадувањето сакам да кажам, значи проблемот со гасификација на град Скопје е скапа работа од една страна, од друга страна е и многу небезбедно. Знаеме дека сега со користење на плински боци што се случува, значи доаѓа до експлозии и други работи. Значи мора да очекуваме дека и со користење на плинот, значи можно има веројатноста е голема да може да се случи некои хаварии и други работи. Значи најдобро решение е електричната енергија. Значи моментално работаме на проект околу нов начин на производство на електрична енергија преку кинетички акумулатори, кои што кинетички акумулатори ќе го задвижуваат генераторот и ќе трошаат 10% од струјата што го произведуваат. Другата струја 90% може да се користи за било каква намена. Тие може да се проектираат согласно потрошувачите. За една зграда, за еден хотел, да речеме, за цел град, за цела држава. Добро, ви благодарам. Намерно ви оставив малку повеќе време, бидејќи не учествував во претходниот дел од дебатата. Тука завршуваат репликите на ова. Сакам да ве прашам, никој од вас не го постави прашањето на садење на дрва и зеделени површини во главниот град. Сите го спомнавте помалку, но сакам да чујам, имате ли конкретен приказ на тоа каде мислите да садиме, да направиме нови паркови,
да може да се направат, значи, чисти бели дробови на градот, она што недостасува. Значи, многу ми видат дека со онаа планска, односно непланска градба, Скопје ги изгуби своите бели дробови и дека тоа е еден од проблемите, затоа за овој сегмент ви оставам уште по 1 минута. Почнуваме од господинот Бајрами кон господинот Челегов. Првин, тоа што треба да го направиме, да се залагаме да знаеме како да се фокусираме на одржување на постоечките паркови. Ви имате цела запоставена еден убав рекреативен центар во Сарај. Значи, градот Скопје го има запоставено тој дел. Значи, не можеме да размислуваме за нешто во иднина кога имаме запоставеност на еден од неубавите делови на Скопје. И затоа зборувам, затоа тука ми е поентата која реплицирав кај Чилегов. Таквите дилови, непринципиелни дилови, ќе го уништат, сите тие проекти не може да се реализираат. Затоа што тоа е многу, како да кажам, самите на себе ставате ограничување и пречки. Значи, првин, она што треба ние да се фокусираме е нова поставеност кон целата структура на градот и почнувајќи од зеленилото. Добар пример ви дадов со паркот во Сарај. Треба да се фокусираме на постоечките паркови и на постоечкото зеленило. Нормално треба да се размислува и во иднина и на проектирање и од на правење на нови паркови, нови она што најмногу фали е можеби сега во центарот на градот или во оние места урбани каде што парковите или се мали или недоволно постојат. Без одржување на постоечките не можеме да размислиме за нови Добро, господин Шлегов. Беше интересно да беше Коце Трајновски тука да одговори за сечата на дрвата во Скопје. Навистина, затоа што мислам дека нема човек, заедно со Никола Груевски продолжена рака, а Никола Груевски нема човек кој што повеќе дрва има исечено во градот Скопје од Никола Груевски од Коце Трајновски. Кажавме, веќе ја промовиравме во текот на кампањата мерката што јас како градоначалник на Скопје ќе ја спроведам за секоја изградена стамбена единица во колективно станување. Инвеститорот ќе биде должен да засади 3 до 5 зелени садници на локации одбрани од страна на општината и градот Скопје со цел да оплемениме нови зелени површини и граѓаните да партиципираат индиректно во зазеленувањето на сопствениот град. Тоа значи во една зграда од 20 станови ќе треба да бидат посадени 60 до 100 дрва. Тоа со тек на време ќе заземе определена прогресија и ќе можеме да влеземе во зазеленување на градот. Веќе промовиравме, ќе има такви зелени површини, веќе влеговме во промоција на зелениот кров на градскиот трговски центар со цел да зеленилото кое што Коце Трајновски го исече во изминатиот негов мандат во малиот ринг го надоместиме со добро планско работење, со добра стратегија на зазеленување на градот. Планирам како градоначалник на Скопје во 2021 година да во име на градот Скопје поднесам кандидатура за прогласување на Скопје за зелена престолнина. Благодарам, Джонс. Благодарам. Ние имаме една слична ваква мерка, секој што ќе гради да мора да засади, меѓутоа пред тоа сметаме дека треба да постои целосен мораториум на сечење на дрва. Знаете, во Скопје, еве имам јас овде една постара судија од 10-15 години, кај што е се убаво изброено колку површини се зелени, што има, како има. Сега не можеме да нагаѓаме колку многу, а знаеме дека исекол многу и граѓаните се бунтуваа безуспешно против сечењето, некогаш за сообраќајници, некогаш за чисто комерцијални проекти и градење на згради. Прво да се воспостави мораториум, а порано, например, и во двор не можете да исечете дрво како баш вие сакате. Меѓутоа, сега величеството, нели, сите градоначалници општински тврдат дека им требаат приходи, дека мораат да продаваат плацеви, за да тоа се сече. Да, се согласувам и со претходниот кандидат дека сите постоечки паркови треба да се негуваат, затоа што таму веќе има етаблирани дрва, да се прошируваат и потоа да се откако ќе се направи регистар на зеленилото, да се искористат, да се спречи прво сечењето на постоечкото и да се искористат сите можни начини да се тоа згоди. Господине Шехтански, во вашата програма? Паркови. Ајде да не се лажеме. Кога последен пат се сеќава ли некој кога е направен парк во Скопје? Кај мајка ми пред зграда, паркот Македонија. Колку кафе тој парк? Па се протега во 3 дела, сега се уште се мали сигурно дрвата. Колку овој простор тук, толкав. Значи вака. Прво најголем непријател на зелените површини и на парковите е урбаната мафија. Тоа сите знаеме и сите молчат за тоа.
едно парче да има зелено, веднаш се става и се црта зграда. Значи, последниот парк што е направен во Скопје е овој тука во централното градско подрачје 1957 година. Значи, парк, кога зборувам за парк, мислам на парк со сериозна површина. Не со паркче од... Последниот уништен Шилегов, ти ќе ми кажеш после. Значи, паркот, како парк, во Скопје е изграден 57 година последен. А парковите што се пуштаат од типовите на 10 метра квадратни, и тоа не зелени, туку со фонтани, тие не се паркови. Значи, зборуваме за зелена површина. Ако го видите Париз, тие што имале можност да го видат, или Софија, или Белград, значи се работи за големи површини. Господин Тодоров, да одговори на прашањето, после добивате по 30 секунди плюс. Значи, прво треба да се направи реконструкција, обновување на постојните паркови, засадување на дрвца, али и кога би имале доволен број на паркови и засадени дрва, доколку продолжиме и понатака со онаа пракса што ја правеше претходната влада, да се градат згради една до друга на 3 метра, значи очигледно дека немаме каде да ни треба да засадиме ни дрво. Значи, урбанизмот вели вака: колку е зградата висока, толку треба до другата зграда да има растојание за циркулација на воздух и за сонце, значи да преку зимно време, значи да може да се топи снегот или друго. Значи пожелно е во Скопје да се садат листопадни дрва, затоа што летно време тие ќе даваат чист воздух со листите, ќе даваат сенка, а зимно време ќе ги пропуштаат сончевите зраци кои ќе паднат листовите низ гранките, значи да може да се топи снегот или да се суши земјиштето или водата. Значи треба да се почитуваат одредени закони. Значи ние имаме во Скопје централното градско подрачје е нарушено. Тука немаме ние место каде да се изградат одредени паркови. Значи ќе мора нешто да се планира на тој план со генерални урбанистички план, со детални урбанистички план и така. Имаме тука некој пријавен за реплика? Не, има за реплика, да. Ајде, добро, прво Шилегов се јави. Чектански, ако може кратко, само помалку и од како прво градскиот парк, можеби он мисли на новиот дел, не е последното нешто што е направено, тоа е уште од крајот на 19 век од турците и Слахане почнат, а најголемиот проект што Скопје некогаш го направил за зеленило и за од други причини е паркот Шума Водна, кој што сега е во ужасно состојба. Ние вчера бевме тамо, патеките се од наноси на вода се одронуваат, полне со ѓубре, а да не зборуваме за, нели, урбано-мафијашките случувања таму. Одговор Чехтански, па Шилев. Паркот Шума Водно не е во Скопје, во центарот. Ние, значи, зборуваме за европски метрополи, каде што, видите го Загреб, видите го Белград. Значи, зборуваме за централни урбани делови кои што се со километарски зелени површини како паркови. Значи, ние тоа во Скопје го немаме. И треба да си го поставиме прашањето зошто Скопје не се шири, туку едноставно се гради само во овој дел центарот од Железничка до Карпош на површина од 5 километри. Тука нема ни паркови, ни плочки, ни ништо, има само згради. Значи на Скопје му треба генерален урбанистички план. Добро, господин Шилегов, сакавте вие? Да, заради тоа што за ефтините пласови джабалак што некој ги нашол, ние ги уништивме белите дробови на Водно. Поместена е градежната линија за потребите, Коце Трајански помести градежната линија за потребите на Никола Груевски. Затоа довдека кога ќе погледнете сега е подстемнето, перспективата беше добра, ќе видите дека во нападините на Водно изграден цел нов град. Заштитната линија на Водно веќе никој нема да смее да ја пипне. Таа е света работа. Тоа е света работа. Зелените површини кои што се и веќе се означени во генералниот урбанистички план и во деталните урбанистички планови, на нив мора да има мораториум за градба и веќе е најавен од страна на Социјалдемократскиот сојуз, јас како кандидат заедно со кандидатот за градоначалник на општина Карпош, третиот дел од градскиот парк да се подигне од Александар Палас кон Карпош 4 на површина од 30 хектари. Тоа ќе влеземе да го работиме веднаш по реализирање за мандат. Повелете, верам и кратко. Јас уште еднаш кажалам што другите представници од омската заедница не се дојдени на дебатава. Меѓутоа, јас доаѓам од Шаир. И знаете кој е таму феноменот? И тоа во склад со Скопје како модус вивенди, таа соработка Скопје Чаир и околните општини во делот во рамки на градот Скопје. Имаме узурпирање на тие постоечки зелени површини, на самите училишта, на самите средни школи. Значи, тие зелени површини кои постојаа до сега,
че тие се узурпирани. Тој феномен ние ќе се бориме против таквата појава и таквите појави. И јас пак ќе се навратам на таа стара логика која нуди нов живот. Че таков нов живот со такви експоненти не ќе може да направите ниту во Сарај, ниту во Чаир, ниту во Путел, ниту во Гасибаба, Сингелич. Благодарам да не се повторуваме, ве слушнавме, да, затоа. Тука сакам да ја видиме анкетата што за потребите на Институтот NDI ја направи тим институт кој поточно ги таргетираат идните насоки на делување на идните градоначалници, па се враќаме со другите теми од дебатата, од како го исцрпивме делот на мерките против загадувањето. Педесет и 8% од жителите на град Скопје се задоволни од животот во главниот град. Речиси 40% се незадоволни, а жителите на општина Центар се најмалку задоволни од животот во метрополата. Ова го покажа анализата за перцепцијата на македонските граѓани за престојните локални избори. 5 најважни проблеми на кои треба да им се даде најголем приоритет за нивно решавање. Според жителите на град Скопје се загадениот воздух, инфраструктурата, сиромаштијата, ниските плати и пензии, гужвата и небезбедноста во сообраќајот, невработеноста. Се 5 најважни проблеми на кои треба да им се даде најголем приоритет за нивно решавање. Според оценката на јавните услуги, 49,3% од жителите на Скопје сметаат дека водоснабдувањето во нивниот град е со висок квалитет. За 36,4% водоснабдувањето е со прифатлив, а единствено 11,3% од жителите на Скопје сметаат дека водоснабдувањето е со лош или многу лош квалитет. Повеќе од 1/4 од жителите сметаат дека јавниот транспорт во Скопје е со висок квалитет. Околу половина од жителите велат дека е со прифатлив, а околу 17,4% го оценуваат квалитетот на јавниот транспорт како лош. Единствено 12,2% од жителите на град Скопје сметаат дека инфраструктурата во нивниот град е со висок квалитет. За 27,4% инфраструктурата е со прифатлив, а дури 57% од жителите во Скопје сметаат дека инфраструктурата е со лош или многу лош квалитет. Во однос на образованието, околу 15% од жителите оценуваат дека квалитетот на образованието е со висок. За 36,6% образованието е со прифатлив квалитет, а околу 38% од жителите сметаат дека образованието во нивниот град е со лош или многу лош квалитет. На 36% од жителите на град Скопје, законот за употреба на јазиците влијае на одлуката за кого ќе го дадат својот глас на престојните локални избори. 44% изјавуваат дека законот за употреба на јазиците не влијае на нивната одлука за кого ќе гласаат на локалните избори, а 1/5 од жителите на град Скопје не знаат како да се изјаснат по ова прашање. Според степенот на образование, 55,7% жители на град Скопје со високо образование, 38,7% со средно и 37,8% со основно образование изјавуваат дека законот за употреба на јазиците не влијае на нивната одлука за кого ќе гласаат на престојните избори. Околу 46% од жителите на град Скопје сметаат дека иницијативите за локален референдум, каде граѓаните ќе се изјаснат за или против евентуалното населување на мигранти, е политичка манипулација во пресрет на локалните избори. 27% од жителите на Скопје веруваат дека иницијативите за локален референдум се важно прашање на кое локалната власт мора да му обрне внимание. 1/4 од жителите не знаат или одбиваат да одговорат на ова прашање. 65,4% етнички албанци и 42,9% етнички македонци сметаат дека иницијативите за локални референдуми против евентуалното населување на мигранти се политичка манипулација. Според образованието, 61,6% граѓани со високо образование сметаат дека овие иницијативи се политичка манипулација, наспроти 41,1% граѓани со средно и 36,7% граѓани со ниско образование.
Во однос на дебатите, единствено 13% од интервјуираните жители на град Скопје се заинтересирани да бидат публика на дебата на кандидатите за градоначалник на општината, додека 87% не се заинтересирани да учествуваат на истото. Истражувањето беше спроведено за потребите на Националниот демократски институт за меѓународни работи од страна на Тим институтот. Податоците беа добиени преку телефонско интервју во периодот од 13 до 17 септември на примерок од 704 жители на град Скопје, на возраст од 18 години и постари. Истражувањето беше овозможено со финансиска поддршка на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски држави. Да, токму така видовме дел од анкетата што беше направена токму за потребите и на оваа дебата. Забележливо беше една бројка, почитувани кандидати, дека 57% од жителите во Скопје сметаат дека инфраструктурата е со лош или многу лош квалитет. Таа секако понатаму влијае и на безбедноста на сообраќајот и на сите останати елементи. Во однос на инфраструктурата има два сегмента, тоа е урбаниот и руралниот сегмент. Прво во делот на урбаниот сегмент, што може да се направи за да се подобри состојбата со патиштата и улиците во Скопје? Господин Шелегов, од вас. Благодарам. Ке беше наистина добро да чуеме зошто состојбата на патиштата е таква. За жал, Коце Трајановски ги подценува македонските граѓани, ги вреѓа со своето неприсуство и не е тука да одговори на тоа прашање зошто имаме ваква инфраструктура. Ние имаме инфраструктура како што е проектот Скопје 2014, инфраструктура фасада. Ние немаме инфраструктура. Во суштина, тоа што некој сака да го прикаже дека направил булевар, всушност е среднорочно и долгорочно осакатување на сообраќајната инфраструктура, ако разговараме за незе, бидејќи имаме сообраќајен инженер, тоа ќе го потврди, по ниту едни стандарди во сообраќајот, не можете да сметате едно сообраќајно решение за булевар ако има две ленти. Две ленти има Илинденска, две ленти има по две ленти има Илинденска, по две ленти има улицата што се пробива од Лисиче. Тоа не е инфраструктура. Зошто? Затоа што на тие улици не можете да воведете брз и ефикасен јавен градски превоз, што е исто така дел од инфраструктурата и досега барем јас немам видено дека заедно со улицата под инфраструктура се подразбира дека под таа улица треба да носите канализација, водовод, топлотна инсталација за централно грејење, треба да носите електрична енергија, кабел за струја и телекомуникацијски водови, за да не ви се случува дека едно сообраќајно решение што годинава ќе го направите, до година некој го прекопува за потреби на предпријатието на кое што во делот анкетите токму тоа се споменува, тоа е проблем што се прави. Ќе ве молам за решенијата, ќе ви дадам после. Немаме инфраструктура, односно имаме лошо планирање и изведба на тоа. Су право се граѓаните кога тврдат дека Скопје всушност нема добра инфраструктура. Јас не сум возач, не знам да возам и меѓутоа и дел од политиката на нашата партија е многу повеќе да се инвестира во јавниот превоз. Особено се согласувам со активистот што го интервјуиравте за шински превоз, затоа што ние можеме и да не сме ги прошириле доволно булеварите. 20 милиона евра господинот Трајановски потрошил на улици, на булевари главно. Не се булевари. Па добро, како сакате наречете ги? Да не ги лажеме граѓаните. Да. Улица со две ленти во еден правец и две ленти во друг правец не е булевар. Ќе ве молам оставете да отворат на Џон. Знаеме исто така по некој случај, знам дека постојат и проекти за таков шински прстен или секаков кој што нема да одзема од булеварите што не се булевари. Да, затоа што мислам дека Скопје едноставно ќе се не знам до каде може да оди. Се повеќе знам дека луѓето се движат со автомобили, меѓутоа им е потребно повеќе и повеќе улици, меѓутоа не можат тие бесконечно да се прошируваат и зголемуваат не на штета на нешто друго. Значи ние како левичари сакаме многу подобар и побрз јавен превоз. Господин Шахтан. Само да завршам, зашто исто автомобил да имате и да имате 3 ленти, ако патувате на работа во Скопје, кој што не е толку многу голем град по површина по час и половина, ви отиде животот.
Господин Шехтански во делот на инфраструктурата. Ќе ви дадам простор. Јас се возам со автобус. Младе, се извинувам, навистина имаме пресериозни теми и ограничувањето од една минута да се обратиме кон граѓаните. Тоа се стандарди, светски стандарди на дебатирање, господин Шилегов. Јас не ги измислив, тие се донесени од инфраструктурата на град Скопје во рок од земји. една минута е малку, мислам, некоректно. Ќе ви дадам простор во следниот дебатен простор. Ти даваат цело време на сите телевизии. Зборувам 4 години, граѓаните ќе гледаат. Збориш цело време. Како се гради инфраструктура. Шехтански, вашата минута. Вака, значи прво е несериозно да зборуваме стварно за овој проблем без актуелниот градоначалник. Значи, заслужуваме респект сите и овие 500.000 жители на градот Скопје, да видиме за овие 10 години што е ветено, а што не е направено. Значи, реков дека Скопје е единствената метропола без трамвај, главен град без трамвај. Ако ви кажам дека пред 200 години имала Братислава трамвај, е смешна работа. Подвозници. Повторно, единствениот главен град во Европа без подвозник е Скопје. Дури Струмица има. Во центарот, колкав е толкав, од 600 метра е подземен, меѓутоа има. Значи, на Скопје му треба идејно решение сообраќајно, од делот од Соборна црква па до Сокбанка и од Тутунска банка, тамо од Нова Македонија, па се до рампата, до Стара рампа. Господине Тодоров, еве, вие во дел од вашата област, ова може би? Да, ова е мојата област, многу добро ја познавам и сум работел на таа проблематика. Многу мои проекти се вклопени во градот Скопје, многу има да работа уште. Сакам да кажам дека претходната власт или градоначалникот претходен, со изградбата на 2014 проектот, значи многу пари се потрошија, со тие пари може да се решат многу проблеми во областта на сообраќајот. Као главен проблем јас можам да го кажам, бидејќи јас живеам во населба Ченто и секојдневно патувам на работа до градско собрание и се содруваме со еден проблем актуелен, а тоа е дека од петлјата, значи булевар Александар Македонски, значи од петлата ка Агросервис до петлата до Асуц, имаме 2 сообраќајни ленти, а во тие 2 сообраќајни ленти се влева сообраќај од 8 сообраќајни ленти. 3 сообраќајни ленти идат од Куманово, 3 сообраќајни ленти идат од Велес, една сообраќајна лента иде од Ченто и една сообраќајна лента иде од Маџаре. И можете да замислите 8 сообраќајни ленти влегуваат во 2. Една мала сообраќајка или еден дефект се блокира сообраќајот и се прават колони по 3-4 километри тргни застани, тоа секојдневно се случува на тој дел. Значи, кога ќе дојдам, имам чувство дека сите кандидати повеќе сакаат да зборуваат за проблемите, одошто за конкретни решенија и го трошите времето. Уште еднаш ве предупредувам дека такви се правилата, ние мораме да се држиме, ќе треба да зборувате пократко и пофокусирано за да ги представите пред граѓаните своите програми. Господине Берами. Во однос на инфраструктурата се наоѓаме во прекрасно место каде може да видиме селективноста и нееднаквоста во однос на инфраструктуралните проекти и инвестиции кои се направени. Доволно е само да погледнеме од левата страна и од десната страна, десната моја страна и да видиме која е големата разлика во управувањето со градот и дали таткото на градот бил праведен и имал еднаков пристап кон сите граѓани и кон сите, би рекол, делови на Скопје. Апсолутно не. Значи имаме значителна нагласена нееднаквост која апсолутно најмногу е нагласена и се манифестирало во Скопје. Не само со Скопје 2014, туку, меѓутоа, пак ќе се навратам на тоа моје главниот акцент каде го ставам. Тие политички делови му прават голема штета на Скопје во однос на инфраструктурата. Ќе ми дозволите, господа, ние имаме голем проблем во таа справување со урбаната мафија и поставеноста во однос на инфраструктуралните проекти. Ќе не ми дозволуваат секундите, имам големи забелешки во однос на оваа дебата вечерва, затоа што навистина не дозволува доволно да се доискажеме и аргументираме. Меѓутоа, ете, таква е вашата форма на дебата и јас апсолутно ќе ја почитувам. Добро, ви благодарам. Господин Шилегов, севате за реплика. Визијата за Скопје. Прво немаме визија никој нити градот до сега направено какво е тоа Скопје што го сакаме. Колкав град треба да биде Скопје?
колку жители треба да има за да може да ја поставите инфраструктурата. На постојниот број на жители на Скопје, тоа што ќе го реализираме за некаде помалку од 200 милиони евра, 680 се овдека позади нас на 1 километар квадратен, не. Булеварот Илинденска со мост преку Вардарка и Лепенец од Волково се поврзува со булеварот Словенија. Булеварот Словенија како булеварско решение по сегашната улица Босна и Херцеговина продолжува на кај Железара, ја заобиколуваме Железара, ја спојуваме со општина Газибаба, премостуваме со мостови преку реката Вардар, влегуваме во општина Аеродром и излегуваме во Кисела вода. Така го правиме прстенот, овдека кај владата, под владата, булеварот Климен Охридски поранеше њена, кој што е сега паркинг, го продолжуваме со два моста преку реката Вардар, два тунела под калето каде што се наоѓаме овдека, излегуваме на улица Никола Карев, популарно позната пластичарска, со булеварско решение. За 4 години овие работи ќе бидат реализирани од моја страна. За визијата, за развојот на инфраструктурата, дефинирав што јас подразбирам под булевар и под улица, со целокупната инсталација во сите делови на градот, ќе направиме достапна инсталација на квалитетна електрична енергија, канализациона мрежа, водовод, телекомуникации, за да може потоа само да ги извлечете на разните делови на градот, за да се развие градот севкупно. Да, благодарам. Значи по една минута, бидејќи тука го прекрадашивме времето, по една минута да сите кандидати за дообјаснување. Колку што го разбрав, господинот Шилегов, тој тврди дека овој многу обемен и амбициозен проект е добро испланиран и ќе чини 200 милиони евра. Добро, според некои други бројки, таков еден шински трамвајски превоз исто така веќина помалку од овие пари и градов се откажува од него со цел да набави не знам колку електрични автобуси. Сите се водушевени нели од потегот на Тирана која што го ведува такви електрични автобуси и такси возила. Меѓутоа тука се поставува и уште еден проблем како ја добиваме струјата во Македонија, која што 70% од нашата произведена струја доаѓа од Битола, од рек Битола. И знаеме како таа се произведува и колку го труе тој град, така да исто така си поставуваме прашање повторно дали тоа не се делумни решенија и исто така би прашала и дали и сега знаеме колкав е бројот на жителите на Скопје за да можеме да планираме да се планира толков еден зафат. 30 секунди за одговор. Зборуваме за инфраструктура, не зборуваме за јавен градски превоз. Јавниот градски превоз е сосема поинаков концепт. Јас зборувам за тоа како треба да се развие градот Скопје. Скопјани, граѓаните на Скопје кои што во Кисела вода по реализација 3 до 4 години по завршување на овие локални избори, во Кисела вода ќе можат да се за 10 на 15 минути да излезат на северната обиколница кај Волково, без да идат во центарот на Скопје. Проблемот во Скопје, делот од загаденоста во моментот се должи токму заради тоа што вие како граѓани сте насочени да поминете низ центарот за да отидете од другата страна на градот. Од аеродром немате шанса да отидете во Карпош, а да не поминете низ центарот на градот. И ја имате Мавровка, која што патем кажано ќе биде на 2 нивоа нивелирана, за да се прекрстува сообраќајот да немаме блокада, или го имате Тутунски, како раскрсница сериозен проблем. Јужниот булевар допрва ќе го развиваме како реализација и ќе биде дел од сите овие сообраќајни прстени кои што се. Тоа не се решенија на Петре Шилегов. Тоа се решенија до кои што дошле стручните луѓе на Република Македонија и нив ги зацртале во генералниот урбанистички план. Тоа што Скопје имаше градоначелник во кој што се согласи да се бидат потрошени 680 милиони евра од нашите пари на 1 километар квадратен, а за 200 милиона она што го планирале попаметните од нас не го реализирал, тоа е проблем на Коце Трајановски, не е мој, се извинувам. Добро, во ред се согласувам. Еве, на пример, ја споменавте Словенечка, јас, пошто бидејќи неодамна почина татко ми, често се возам по таа улица до гробиште и навистина да се растоварува и да, убаво би било да се продолжи. Меѓутоа, тоа никако не го растоварува сообраќајот во центарот. Многу луѓе мора да додат на работа, да речеме, од Карпош 3 во автокоманда. Имено. И сега, и многумина исто така користат тој јавен превоз и реков, трае час и половина. Добро. Зашто не би можело да се растовари движењето на луѓето со слична и помала сума на пари, со еден прстен
шински превоз. Тоа е долгорочно решение. Вашата минута за делот на инфраструктурата. инфраструктурата. И ке влезете во автокоманда за помалку од 7-8 минути, не морајќи да поминете низ центарот. Ајде да за не се сведува на превози, лична за разговор. Скопје Белоград, за јавниот градски превоз по европски стандарди што Скопје не за жал. Се извинувам, јас токму тој и сакав да го кажам дека еден шински превоз на струја ќе биде исто толку брз. Не можете да го поставите шинскиот превоз на струја низ централното градско подрачје. Не велам низ централно. Или има сервисни автобуси. Се извинувам, или алтернативните кои што ги изгради Косе Трајановски на 2 сообраќајни ленти, затоа што едната сообраќајна лента ќе треба да ја користите за шинскиот превоз. И ќе се сведете, дали ме разбирате? Не планското работење. Тоа може да се подигне, да не биде на нивото на улицата. Не заврши. Извинете. Чехтански. Малку да ја раздвижиме дебата, да не биде све во рамките на тие минута 30. Добро, види, Младен, да не се повторуваме, значи идејното решение за Скопје рековме, речиш и легов, значи со поврзување на прстенско поврзување на деловите од градот и со подвозниците. Значи на Скопје му треба сериозна студија надвор од урбаната мафија, бидејќи сега е многу тешко да ги правиш тие детални урбанистички планови со поврзување, бидејќи има изградено објекти на тие места. Она што е битно од Судска палата горе до Радишани е еден огромен теснец каде што во нормално време се патува 45 минути. Значи, во нашата програма стои нема алтернатива, на се има алтернатива. Во моментов не е изградено. Не може да нема алтернатива. Значи, едно сме согласни, да не се повторуваме, треба сериозна студија од сериозни луѓе кои што ја разбираат таа проблематика. Ние имаме наведено во програмата дел од тие работи, што ги спомна и дисконтантите, да не се повторуваме. Добро. Јас требаше Да, уште една минута имате, но прво Берами, па вие. Добро, значи во однос доаѓам од стариот дел на Скопје и во однос на инфраструктурата и сообраќајот таму е апсолутен тотален хаос. И затоа во нашата програма се залагаме за подземни прелази кои апсолутно ќе користат да се стави крај на тој сообраќајен хаос и преку таквите прелази да се развијат и малите предпријатија и да не ги гледаме како луѓето продаваат по улици. Знаете, таа позната улица преку Битпазар, таа лоша слика за градот Скопје и за општина Чаир, ќе се потрудиме што повеќе на адекватни места да направиме подземни прелази кои апсолутно ќе стават, можеби ќе го намалат тој сообраќајен хаос во тој дел на Скопје. Благодарам. Тодоров, што вие? Јас доколку ја добивам довербата на граѓаните и станам градоначалник на град Скопје, како што реков, посочив проблемот, прво ќе почнам со проектот проширување на уште по една до 2 сообраќајни ленти по правец на булевар Александар Македонски на потегот од Клучката кај Агросервис до Клучката кај средното училиште Асуц, поврзување на улицата Методија Андонов Ченто со улицата Пети корпус која поминува покрај Ферш петицарината и излегува на булевар Киро Глигоров, преку кој булевар на селбите Хиподром, Маџари 2, Методија Андонов Ченто и многу други населени места ќе имаат алтернативен и брз пристап кон населбата Аеродром Лисичи и други делови на градот Скопје. Значи, пробивање на булевар Гоце Делчев од хотел Русија до Сајмиште и поврзување со најголема турбокружна раскрсница што треба да се изгради кај Сајмиште, бидејќи населбата Аеродром наутро кога се оди на работа, значи има проблеми со сообраќајната мрежа што е изградена сега е недоволна да го прими тоа. Втора работа, пешачкиот премин деневелиран на Битпазар е направен многу лошо, уште кога се правеше, јас сугерирав дека треба да се направат подвижни скали и лифт. Значи, кога ќе има подвижни скали, кога ќе најде патник, се вклучуваат скалите и го качува го доле и го стимнува. Оти многу стари луѓе тука минуваат со торби и ред други работи, не можат да се качуваат пешки по овие скали. Значи, тие кои ги правеа ги промашија. Ви благодарам. Во сите веројатно треба да не заборавите дека освен градоначалник на Скопје, вие се кандидирате и за градоначалник на она што се вели руралните средини во Скопје, каде што имаме исто така огромни проблеми, да речеме и многу поголеми од овие што сега се чувствуваат во центарот или во населбите што гравитираат околу центарот. Тоа се пред се водоводната мрежа и канализационата мрежа во дел од руралните средини во Скопје. Џон, повелете од име. Благодарам. Јас ќе почнам со еден конкретен пример.
Со носителката на нашата листа во Ѓорче Петров бевме на денот на општината, искиснавме нели се тоа, меѓутоа во таа пригодната говоранција што се држеше, се пофали градоначалникот дека го направил Ѓорче европска општина. Носителката на нашата листа доаѓа од Волково и околните населби, кои што веќе некаде 15 години не можат да си ја добијат нормално канализацијата, дури им било побарано да плаќаат и по 500 евра за да учествуваат. И настанал тотален хаос, цевките главни се поставени, луѓето се приклучени, неприклучени, на диво се приклучуваат, ќе се изасфалтира улицата, па ќе се прекопа, па пак ќе се изасфалтира. Тоа ви е сликата како изгледа во, да речеме, тие не се ни веќе ни приградски населби, веќе гравитираат кон поцентралното градско подрачје, така се работело до сега. А од сега? Од сега градот може да им наложи на општините да ги тоа е општинска, да ги советува како да се, например, во овој случај треба да се побара одговорност. Каде се тие пари и на тие луѓе конечно да им се воведе најлегално, најнормално таа канализација и да се изасфалтираат улиците затоа што Добро, Шехтански се прелажани. Пака, значи, градот не води контрола на општините, ниту на финансиите, ниту на средствата. Во тој дел, значи, општините со децентрализацијата на локалната самоуправа имаат посебен буџет и работат самостојно. Оно што сакам да го потенцирам, а сите го знаат, а сите молчат, е за поделеното Скопје. Скопје од оваа страна на Вардар и Скопје од онаа страна на Вардар. Значи, 30.000 македонци се иселени последниве 10 години од Чаир, од Газибаба и од Бутел. Во градинките и во Смолетките. Во Чаир веќе нема ниту едно дете македонци. Значи, она што го ставаме под тепих, а сите се правиме дека е све розово и дека се битни други работи, не е така. Нашата кампања е за македонско Скопје. Ние џабе зборуваме за Скопје вакво или накво, со ваков или таков булевар, ако тоа го изгуби, ја изгуби својата душа и својот карактер како главен град на македонската метропола. Ви благодарам. Прашањето беше за руралните средини. Би сакал таму да се продолжиме. Од Тодоров до вас. Со мене завршувате. Така е, тоа е редоследот. Се работа на градоначалникот на Скопје. Значи, сум бил директор на Државен инспекторат за локална самоуправа. Значи, тоа е работа на градоначалникот на Рачиново, на Чучер Сандево, на Студеничани. Значи, тоа не е да разграничиме работите. Но тоа се сосема други теми тоа не е работа на не се предмет на оваа дебата. Скопје. Господине Тодоров, повелете. За руралните средини? За руралните средини. Видите, ние денеска во 21 век, значи не смееме да дозволиме да имаме рурални средини, тоа спаѓаат населени места, села, да немаат канализација и вода за пиење и асфалт до секоја куќа. Значи, ние како партија Народно движење за Македонија, доколку ги освоиме гранчалнички места по малите градови, кај што имаме повеќе села, има и во Скопје, значи нема да дозволиме да има рурално или населено место или село без канализација, одвод, значи, без вода за пиење, без асфалт. Тоа се основните работи за да се задржат луѓето во руралните средини, значи да треба да се подобри нивниот живот, нивниот стандард, за да може да се живее нормално, бидејќи во тие средини кои што се занимаваат со земјоделие, најмногу им е потребна вода, значи водовод и канализација, бидејќи и тие имаат потреба од изградба на купатела и ред други работи. Благодарам. Ако се согласиме дека во урбаниот дел има значителни проблеми и нарушувања, тогаш во тој рурален дел тие се уште поголеми. Проблемите фактички се таму есенцијални во однос на водовод, канализација и патишта. Значи ќе се потрудиме тие елементарни потреби на граѓаните во тој дел, знаете, во Избегово, Шутка, таму имаат есенцијални проблеми кои треба да ги решиме и апсолутно сметам дека сум убеден дека ќе ги решиме со нашата програма и нашата визија.
Добро, и благодарам господине Шилегов. А во меѓувреме ќе ја замолам публиката да се подготви за сет од прашања од публиката и се разбира со мојата колешка Атовска, минутата за Шилегов. Скопје, освен централниот урбанизиран дел, кон Скопје гравитираат и определени приградски или селски населби. Волково нема канализација. Волково има една улица, живеат 6.500 наши сограѓани во Волково. Има една улица главна на која што се одвива целокупниот сообраќај, на каде што широчината на тротоарот е 60 см. Тротоар е цивилизацијска придобивка од 18 век. Тогаш луѓето разбрале дека мора да имате неколку видови на сообраќај, во кој што главен пешакот, сите сме ние пешаци во сообраќајот. Имаме приградски населби Љуботен, што нема вода за пиење. 21 век. Да, тоа е работа на општините, како помали локални заедници. Меѓутоа, грижа е наша, како луѓе пред се, како политичари, како јас како градоначалник на Скопје, да се грижам за сите, за квалитетот на живење на луѓето. Знаете, овдека секогаш кога зборуваме за урбанизам или за животна средина, го забораваме животниот простор. Нашиот животен простор не се нашите станови. Значи, нашиот животен простор се нашите потреби. Потребите на луѓето и за зеленило околу себе, потребите на луѓето да отидат до супермаркет безбедно, со велосипед или пешки, потребите на луѓето да ги однесат децата на училиште, потребите на луѓето за жал за канализација и вода во приградските населби. Джонс, кратко само. Ке зборуваме, веројатно ќе имам можност да... Кратко, пошто не искара господинот Шехтански дека тоа не е надлежност на градоначалникот на Скопје. Она што е надлежност на градоначалникот на Скопје е пречистителната станица и колекторскиот систем. Овде имам исто така една студија која што требала, овој зафат требало да биде завршен пред 2-3 години и сега на крајот испаѓа дека може и 2040 да не фати, па и дури се некои бројки се наоѓаат овдека дека не била ни толку загадена водата на Вардар, а тоа е ужасно. Непреработена канализација оди директно во реката, се надоврзува на темата за градување. Благодарам. Ќе можеме ајде само кратко пошто бевте прозвани. Многу кратко ве молам. Сериозен проект пречистителна станица на Скопје. Визибилити студијата спонзорирана од страна на француската амбасада во Република Македонија за износ од 1.200.000 евра е готова. Градот Скопје не е тука Трајановски да објасни зошто досега ја нема прифатено. Предвидува 2 големи базена за изработка на градот Скопје. Инвестицијата е околу 120 милиони евра, која што ќе биде спонзорирана од нашите пријатели од Европската Унија, се извинувам, и тоа е еден куриозитет за кој што можеби ќе одземам со 2 реченици време, и таа е можно да се изведе со спонзорство од Европската Унија во рок од 3 до 4 години. Тоа Коцека требаше да одговори, не е тука зашто не е изведена, и ќе го решиме проблемот со пречистителна станица на Скопје за наредните 100 години. Патем кажано, еден куриозитет, бидејќи немаме многу можност. Европската Унија има финансиски средства токму за вакви локални проекти за кои што ние претендираме да градоначалникуваме. И такви се безброј. Безброј средства има, се извинувам Шеклански, безброј средства има, треба да знаете да аплицирате. Проблемот, Младене, е што во тие пари не можете да крадете. Што е одлика на претходната власт. Дали знаете колку по систематизацијата на градот Скопје во моментот има вработени за соработка со Европска Унија и за прибирање на средства од европските фондови? Ви благодарам. Еден вработен во администрацијата на град Скопје за да добиеме бесплатни европски пари. Кристина, ќе те замолам со веќе имаме подготвени прашања од публиката, така ли? Да. Добро. Добре. Јас сум Ѓуро. Прво прашање за Петре Шилегов. Би го прашал во врска со транспарентноста на кој начин ќе работи и дали ќе дозволи урбана мафија и хоштаплери да повторуваат некакви Скопје 2014 и слично. Затоа што до сега заради само едно прашање не се поише. Одговор кратко. Општините во концептот кој што ќе го промовираме после победата на октомвриските избори мора да бидат транспарентни, услужни, достапни до граѓаните. Проектот Smart City, што многумина можеби не го разбираат, во Љубљана софтверот за да Љубљана биде Smart City изнесува 1.300.000 евра. Smart City значи дека на апликација во секој момент вие може да знаете каде се наоѓа вашиот предмет, колку средства градот потрошил
за асфалтирање на било која уличка или поставување на цевка. Имате апликација која што ќе стиснете, ќе знаете за колку минути, бидејќи се со GPS автобусите, за колку минути ќе ви дојде автобус со тој број. Тоа кошта 1.300.000 евра за да биде достапно на нашите граѓани. Тука веќе нема нетранспарентност. Се ќе биде дозволиво, општините мора да бидат сервис на граѓаните. Не постоиме ние за да граѓаните ни служат нам. Благодарам. Повелете прашање од публиката таму. Добар ден, моето име е Радко. Јас би сакал, како да ви кажам, чувме доста критики за другата власт. Чувме некои решение кај што мислевме дека повеќе ќе чуеме во мојата глава, тие се научно фантастични решенија, подвозници, ваму таму. На Битпазар кај на Гоце Делчев таму со години се правеше тоа. Година дена се правеше тој надвозник еден, а камули друго. Сега, јас би дал решение, да речеме, наместо трамвајот, решение е тролејбус. Наместо да се копат улиците кои се какви и такви, во нашата фабрика каросерија која остана без работа, да се турат електромотори, да се спроведе струја и да се искористат старите патишта. Толку од мене. Добро, за сите кандидати ова е веројатно прашање по 3, имате по 20 секунди еве да одговорите. Тролејбус можно или неможно решение во Скопје? Тролејбус е можно решение и е најпоевтино трамвајот и е исплатливо. Како такво решение, значи, веќе екзистира во многу градови. Тролејбусот може да биде како предуслов за воведување на трамвај кој што бара на подземна инфраструктура. Добро. Но проблемот е со сообраќајот, како што спомна господинот Шилегов, дека по Партизанска не може да се стави шински, бидејќи главната водоводна цевка, која што е ФИ 1500, е метална и доколку се стави, значи, шина, мора таа да се специјално заштити од јалови струи кои што ќе ја нагризат. Прашањето беше за тролејбус поставено и идејата за трамвај, идејата за тролејбус апсолутно е прифатлива и многу поддржувана идеја од наша страна, иако идејата за тролејбусот е делумно прифатлива бидејќи ќе има инфраструктурални пречки во целата таа поставеност на таа мрежа, меѓутоа апсолутно е прифатлива и сметам дека треба да се залагаме за такво нешто и да ги фатиме трендовите на развивање на модерните светски и европски градови. Шилегов, дали тролејбусот е дел од вашата концептот за кој што досега барем на дебатава не чув и мислам дека нема видено, а е многу возможен и изводлив е користење на железничкиот прстен кој што постои околу Скопје. Ние имаме отворен железнички превоз, немаме градски возови, што можеме да ги воведеме и да ги реновираме железничките станици. Та можете од Драчево да се качите во Волково на железничка станица да се стимнете со воз. Меѓутоа, вие не верувате во решенијата кои што беа овдека соопштени, затоа што 11 години ние имавме власт која што беше посветена на себе си и на крадењето и на своите джепови, не беше посветена на граѓаните. Знаете, кога нешто човек сака, кога нешто човек е одлучен да направи во животот, тогаш тоа и ќе го реализира. Ние го бутнавме Никола Груевски со пенкало. Верували или не, со пенкало, по цена дури и на собствените животи. Нема да дозволиме градот Скопје преку Коце Трајановски да биде продолжена рака на Никола Груевски. Благодарам, Џонс. Веројатно да, иако не се согласувам со господин Шилегов, токму за таков и шински превоз сакав да говорам, кој не би одел директно низ центарот, туку би се поврзувал со центарот со сервисни автобуси. Да, во мојата програма е постои таква железница, а тролејбусите секако доколку како едно можеби времено решение, затоа што не можеме, потребна е студија да се превиди колку ќе се задуши сообраќајот во Скопје. Добро, Шехтански, прашањето на Господинот очигледно што го постави прашањето се разбира, така да нема потреба да не му веруваме дека тоа што го предлага со тролејбусот, нешто слично е како и трамвајот, меѓутоа во секој случај, значи, конечно треба кој да биде градоначалник во иднина, конечно треба не само студија, туку и сериозно да се зафати, барем да го тргнеме тој срам како единствен главен град во Европа кој што нема трамвај или тролејбус. Ајде, само кратко. Кон господинот Шилегов, затоа што неправедно, например, често го спомнува Груевски и елементите на стариот режим, и јас апсолутно убедливо тврдам дека да не беше алијансата за албанците и господинот Зијадин Села, Груевски денеска ќе беше на власт. Апсолутно, тоа е многу точно и тоа ја знае цела македонска јавност. Тоа го знае цела македонска јавност. Добро. Друго прашање од публиката? Да не
Не, нема многу кратка политиканство да не политиканство, тоа е политички факт, господин Чилегов. Тоа е политички факт кој многу важи и за локалните избори. Не ќе бевте можност да бидете дел од локалните избори. Владимир Куновски, прашање до сите кандидати. Слушнавме многу за екологијата, за проблемите со загадувањето. Меѓутоа, главниот коренот на сите проблеми е урбанизмот и мешањето на политиката во урбанизмот. Ги видовме сите политичари се експерти за се и се што. Меѓутоа, прашањето до сите кандидати, дали планираат да го остават урбанизмот на експертите, односно формирање на еден вид на независно тело, урбанистички совет на град Скопје, кој ќе ги реши сите проблеми на граѓаните. Благодарам. Добро, можеме од сега по обратен редослед. Дел од програмата на ВМРО и на мене како кандидат за градоначалник е отворена војна со урбаната мафија. Значи, ако има едно парче зеленило, тоа веднаш станува идејно решение за зграда. Меѓутоа, не е само во тој дел урбаната мафија. Значи, ние имаме дивоградби во градот Скопје, кои што не се чепкаат. И тоа не е само на градот Скопје надлежност, тука е надлежност и на државните институции. Она што е надлежност на градот Скопје се деловите кои што се во булеварскиот дел на градовите и на градот Скопје и општините. Имаме дивоградба, например, во Скопје Север. Во Скопје Север пред 2 години беше поставен споменик на УЧК. Пред 2 години. На булеварот. Тоа е дивоградба. Општина Чаир нема донесена одлука за такво нешто, бидејќи не е ни нејзина надлежност. Тоа е на градот Скопје. Добро, ви благодарам да садите. Има такво решение за уривање, не се презема ништо. Да се вратиме на прашањето на господинот. Апсолутно, да. И со тоа што ние предвидуваме и исто така и мораториум на постоечкиот и ГУП и ДУБ, затоа што да не се лажеме, мислам, недовирбата на граѓаните е огромна и можам да ви кажам, кога се пронесе муабет за едно лице дека ќе биде кандидат за градоначалник на Центар, тој ми каже дека почнале да му се јавуваат бизнесмени за маркици. Значи, уште не ни кандидирам. Мене не ми се јавиле, не очекуваат да добија такво, апсолутно, затоа што Скопје има повеќе урбанистички планови со теков на годиниве и треба да си направи нов. Добро. Шилегов, вас ви се јавувале за маркици? Фала Богу, не и ингеренција на градоначалникот не е да издава градежни дозволи, градоначалникот на Скопје, така што за маркици нема да може нити да се јават, а тој тип на ургенции знаеме едноставно. Меѓутоа ми одзимате од времето со ваквото подпрашање, ќе побарам да... Јас не сум најпаметен човек на светот. Нити една одлука како градоначалник на Скопје нема да ја донесам самостојно. Сериозните одлуки од типот на урбанистичкото и просторното планирање како адвокат нема да можам да ги носам сам. Патем кажано, не користејќи го во пропагандистички цели, во текот на кампањава во утринските часови, дури и пред почетокот на кампањата, се сретнував со разни здруженија на граѓани кои што проблематиките кои што го засегаат градот Скопје и градоначалникот ја ги познаваат до микроплан, бидејќи со тоа луѓето се занимаваат и најдлабоко го познаваат. Не знам дали знаете, дека согласно законот за градење имаме комора на архитекти и машинци, тоа ќе треба да се подели. Еснафот, урбанистички еснафот на просторно планирање мора да биде дел од просторното планирање и односењето на урбанистичките планови. Не градоначалникот од канцеларија, се извинувам. Следниот генерален урбанистички план на градот Скопје треба да биде донесен 2021-2022. Од првиот ден сериозен градоначалник, најмалку 5 години прави подготовка за да биде донесен квалитетен генерален урбанистички план, ако сака да има развојна визија за градот во кој што е градоначалник. Жално, навистина е жално кога сета таа опозициона, условно кажано, против аргументација, се смета за политиканство, апсолутно тоа не е точно. Се се одвива во рамките на аргументите и ставовите кои ги имаме. Сакам да само кратко да му реплицирам на господин Шектански. Да, има споменик на УЧК, меѓутоа тоа не е доволно, значи доследно направено.
Значи, заради политичките чинители кои беа на власт во Чаир и кои беа коалициони партнери на господинот актуелен градоначалник. Затоа тука ми е мене целата ситуација дека истите стари партнери, политички партнери кои го направија целиот хаос во делот на старото Скопје, денеска се коалициони партнери на господинот Шилегов. И тука е проблемот. Како ќе ги решите тоа? Тоа вака на теоретски, се извинувам само уште еднаш. Тоа теоретски, не, само уште еднаш. Тоа теоретски изгледа супер. Меѓутоа ќе има во однос на реализација ќе има огромни пречки. Тодоров, на прашањето за БУКот, ќе ви дадам да одговорите кратко. Урбанизмот представува просторно уредување и планирање на просторот во однос на стамбено планирање, рекреативно планирање, работни индустријски зони и ред други работи. Значи, во просторното планирање најмногу до сега неколку пати се носат измени, допуни, нови генерални урбанистички планови, нови детални урбанистички планови, но сепак проблемите остануваат и понатака. Тоа е резултат на тоа што со урбанистичките планови секогаш се прави доградба, надградба на одредени објекти, со тоа се зголемува потребата за сообраќај, потребата за вода, за одвод, за канализација и на тој начин, место да се решат проблемите, тие се натрупуваат. Стално се натрупуваат со измена. Шехтански беше спомнат од Бајрами, затоа му дозволувам, иначе завршните обраќања следуваат сега. Значи, да знаете дека генералниот урбанистички план се носи на 10 години. Сите овие проекти што се кажуваат за надвозници, прстени, може да се прават 2021 година. До тогаш не може ништо да се прави. Тоа категорично ви тврдам. Мислам дека ова е генерален урбанистички план се носи еднаш во 10 години. Во рамките на тие 10 години се реализираат, се извинувам Шехтански, мислам навистина да бидеме прецизни кон граѓаните, затоа што ако е така, зашто се кандидиравте вие за градоначалник ако до 2022 не може ништо да направите? Добро. Значи немојте да бидеме. Значи овде што немаш закон. Земете си 10 секунди да земете воздух. Следуваат завршните обраќања, веќе помина час и пол од дебатата. Се носи новиот генерален урбанистички план. Постојниот се реализира додека важи. Ви благодарам. Завршните обраќања, одиме по редослед од лево на десно, значи господинот Шехтански. Господине Шехтански, вашата последна минута. Можете да се обратите директно на граѓаните. Така, почитувани македонци, градот Скопје не е таков како што го знаеме. Градот Скопје, немам ништо против никого, ги почитувам и албанците, и турците, и сите. Верувајте. Меѓутоа, она што е потребно, што не иритира нас македонците, е што Скопје не е такво како што го знаеме. Значи, 30.000 граѓани се иселија од таа страна. Прашање е зошто? Прашање е зошто? Не можеме ние да останеме неми дека нема ниту во една градинка, ниту во едно основно училиште македонско дете. Поминете од таа страна на Вардар, видите дека се продаваат куќи, се продаваат станови. Значи, ние немаме против никого ништо. Меѓутоа, очигледно нешто се случува за Скопје да го менува ликот. Ниту Чаир е веќе ист, ниту Бутел е веќе ист. Благодарам. Господин Джонс, вашата една минута за обраќање на граѓаните. Бидејќи не искара дека зборуваме за големи проекти кои што нели нема да се остварат веднаш, меѓутоа ако не мислите големо, нема ни да го остварите големо. Тоа Скопје станува доволно голем град за да мора да размислува за големи проекти. Јас ќе се навратам само на една што сме ставиле ние како ударна мерка е за да која што е нужно од голем интерес на граѓаните, тоа е нулта толеранција за непочитување на законите, за злоупотребата на моќта и на надлежностите од страна на локалната самоуправа. И воедно, истовремено, и се поголемо вклучување, гледаме дека и референдумот се злоупотребува како директна демократија за учество на граѓаните во локалната власт, но ние сепак сметаме дека треба да се намалат процентите нужни за граѓанска иницијатива и за локален референдум, и исто така локалната самоуправа Смарт Сити е безлично, ке треба многу конкретно да ги информира локалните граѓани каде што ќе имаат локален зафат. Господин Шилегов, вашата минута. Пред да се случи зафат. До граѓаните. Благодарам. Почитувани граѓани, се наоѓате пред носење на одлука која што
освен за вашите локални прашања или за иднината на развојот на градот Скопје, има и една сериозна политичка компонента, а тоа е дали ќе го оставиме во политички живот Никола Груевски или не. Јас знам дека вие ќе изберете живот во Македонија, живот во Скопје за сите, убеден сум, затоа што на овие локални избори конечно ќе дадеме политички делегитимитет на Никола Груевски. Пораз од негов ќе значи негово збогување од политика, а вие видовте почитувани дека во изминативе 4 месеци покажавме и докажавме дека може да биде сосема поинаку. За нас секој граѓанин е важен, секој е потребен, секој граѓанин мора да учествува во процесите на носење на одлуки на локално ниво. Имаме концепт за Скопје кој што ќе нуди можности со секој граѓанин. Имаме концепт за Скопје кој што ќе донесе инфраструктура кај секој граѓанин. Имаме концепт за Скопје кој што конечно на скопјани ќе им гарантира здрав живот, чиста животна средина. Ви благодарам. Господине Берами, повелете. На албански ќе завршам на албански, ако... Нема проблем, се разбира. Јас сериозно имам забелешки на начинот како се формулираше дебатата. Од ваша страна имаше некои аномалии, затоа што не можете да изразите своите концепти и нашата визија за градот Скопје, но сепак се согласувам. Правилата се такви, јас ги прифатив како такви. Сега јас сакам да им се обраќам на делот, која што е прегазена од доставајќи до знаење дека до крајот ќе се борам против нееднаквоста во градот Скопје. Треба да бидете убедени за тоа. Значи целата ваша поддршка ќе се материализира и ќе се конкретизира со конкретни проекти кои што се поврзани со подобрувањето на вашите животи и услови за живот на дело, видејќи ги резултатите од нашиот политички концепт и нашата издржливост се разбира со мојата поддршка и поддршка на Алијансата за албанците ќе се факторизирате во градот Скопје и политичките игри ќе завршат и на Шилегов и на Трајановски, на сите тие кои што сака да прават ниски пазари за своји бизнис интереси. Добро, окей. Ви благодарам, мислам дека тука беше регулативата на оваа емисија, меѓутоа факт имам огромни забелешки однос на тоа како се одвиваше ова дебата. Секако тоа е ваше право. Почитуван господине Тодоров. Немате право на збор. Немате право на збор. Господин Тодоров. Се извинувам, не е коректно да бидам злоупотребен во завршен. Апсолутно не сте злоупотребен, тоа е политички. Повелете. Почитувани граѓани, како кандидат за градоначалник на Скопје, прво што сакам да кажеме дека за мене Скопје е многу убав град. Мојата мисија ќе биде од ден на ден да го разубавувам се повеќе и повеќе. Не плашете се, не планирам проект Скопје 2017, туку многу проекти за 2018 и 2019 и така натаму. Проекти кои сериозно ќе ги отстранат сериозните мани и недостатоци на нашиот главен град. Проекти кои ќе ви возможат квалитетен и достоинствен живот. На гостите пријатен престој. Ако Скопје е нашиот заеднички дом, ве уверувам, јас ќе бидам вашиот добар домакин. Добро. Господине Тодоров, ви благодарам. Може еден апел за сите кандидати се разбира. Да им посакаме многу среќа на изборите, а пред се нека биде фер и понатамошниот тек од изборната трка. Почитувани кандидати, ви благодарам што денеска бевте присутни. Жалам што не дојдоа останатите кандидати, но тоа е веројатно нивно право за кое што граѓаните може да ценат дали е во ред или не е во ред. Би ве замолил да се ракувате како еден мал придонес во она што се вели фер дебата до крајот. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на телевизија 24.